Почитувани, СДСМ се неспособни и целосно неодговорни кон државата и граѓаните. СДС со своите 74 дена власт само блокира и крати, автопатот Кичево-Охрид е жртва на неодговорноста и некадарноста на СДС. Неспособната влада на СДС наоѓа најбанални изговори како да ја запре изградбата на автопатот. Градбата на автопатот Кичево-Охрид е во целосен застој, повеќе од 2,5 месеци. Автопатската делница Кичево-Охрид, која е дел од автопатското решение на Коридорот 8, е проект започнат од ВМРО ДПМН, неговата реализација чини 374 милиони евра, а истиот е со вкупна должина од 57 километри. Работите на патот се повеќе од 45% завршени, а според планираниот тек на работите, истиот требаше биде завршен на почетокот на 2019 година. Реализацијата на овој автопат е од витално значење за Републиката и изградбата на истиот не смее да запре. Изградбата на автопатот влијае на севкупната економија, посебно во западниот дел од Македонија. Истиот значи комплетирање на автопатското решение на Коридорот 8 и ќе значи поголем број на инвестиции во овој дел од државата и поголема достапност на Охрид за туристите. Неизградбата на автопатот ги доведува во прашање и веќе започнатите странски инвестиции во тир зоната Охрид и доведува во неизвестност илјадници граѓани кои може да останат без работа. Сугарески се обидува со помош на банални изговори целосно да ја замрзне изградбата на автопатот Кичево-Охрид. Неспособниот министер Сугарески се вади на проблеми со експроприацијата на земјиштето, што е целосно неточно и представува банален изговор за да не продолжи изградбата на автопатот. Имено, Сугарески треба да знае, а ако не знае, ние ќе му кажеме. Во Законот за експроприација има вградени механизми преговорите за висината на доместокот да се одвиваат додека трае градбата. Вториот банален изговор, дека била потребна дислокација на инфраструктурните објекти, исто така не е причина за прекин на целата градба и представува само блед обид да се прикрие сопствената неспособност и незнаење да се менаџира со толку голем инфраструктурен проект. Владата на СДС треба да знае дека автопатот не се гради во рамница како Пелагонија, туку во најридестиот дел од Македонија, дека во текот на градбата, во текот на работата, имало, има и понатаму ќе има проблеми со теренските работи, но наместо да плаче, треба да ги засукаат ракавите и да ги решат овие отворени прашања. СДС не работи за доброто на граѓаните и државата. СДС работи согласно теснопартиските потреби, заради неодговорноста, целокупната негрижа и неспособноста на владата на СДС, набрзо ќе следи политичка одговорност. Ви благодарам.